Добро ни дојдовте на промоцијата на збирката од Блесоци на сонот. Денес сме тука заедно. Да го прославиме творештвото на нашите ученици, нивните мисли, чувства и соништа преточени во зборови. Оваа збирка е резултат на љубовта кон пишаниот збор, но и на желбата младите да ја изразат својата имагинација, своите стремежи и своите надежи. Секој расказ во Блесоци на сонот е како мало огледалце во кое се одразува дел од сонот на авторот, а сите тие од Блесоци заедно една младешка креативност. Да им честитаме на сите ученици автори кои со својата посветеност покажаа дека и во училиштето може да се создава уметност што ќе трае. Во текот на денешната програма ќе слушнеме неколку говори, неколку прочитани извадоци и ќе и дадеме збор на инспирацијата што ги води нашите млади писатели. Но пред се да се потсетиме дека секоја книга почнува со еден сон, со една мисла и едно срце што верува во зборот. А токму тоа срце денес чука во оваа сала. Ви благодариме што сте тука да споделиме соништа, зборови и светлина. Водечки стол и главен иницијатор на овој настан е директорот на јавната општинска установа библиотека Гоце Делчев Гевгелија, господинот Стефан Марковски. Го поканувам да се обрати. Господине Марковски, повелете. Драги ученици, учителни наставници, професори, ментори, члени на комисиите, кои што ги оценува формите по повод конкурсот месец на книгата, распишан од Јоко библиотека Гоце Делчев Гевгелија. Наистина, искрено ми е драго што имаме прилика во ова наше издание, кое што е резултат на наша заедничка работа. Пред се разберем на работата на предните наши ученици, кои што беа дел од работилниците, беа дел од конкурсите. Значи, ова наше дело да го промотираме во оваа прилика и да оставиме еден печат кој што ќе подсетува, а воедно ќе мотивира. Ги мотивира сите останати талентирани ученици од општина Гевгелија, не само од гимназијата, туку и од основните училишта, да продолжат, да веруваат пред се во моќта на убавиот пишан збор, во моќта на перото и во моќта на себе изразувањето. Ви благодарам и да се гледаме многу повеќе за вакви обидности. Му благодариме на директорот за убавите зборови и за поддршката што им ја дава на младите автори. Без охрабрување и вера во младите, вакви настани не би биле можни. Секој збор што ќе го напишеме е како зрна светлина. Некои од тие зрна остануваат скриени, некои блеснуваат и го осветлуваат патот на другите. Во оваа книга се собраа многу такви зрна, искрени, млади, храбри. Тоа се мислите на нашите ученици преточени во многу убави приказни. Во продолжение ќе го прочитаме предговорот на Мими Петкова, кој ни го објаснува патот на создавањето на збирката. Во оваа збирка се опфатени наградените раскази и есеи кои во периодот од 2022 до 2024 година беа испратени на литературните конкурси распишани од ЈО библиотека Гоце Делчев Гевгелија, реализирани во соработка со наставниците од сите основни училишта и професорите од средното училиште во Гевгелија. Овие конкурси ги опфаќаат творбите кои беа наградени на годишниот конкурс по повод месец на книгата. Потоа расказите кои произлегоа од двете работилници за креативно пишување во 2023 година под менторство на професор Елизабета Инадеска Ефремова во просториите на библиотеката и во 2024 година под менторство на професор Елизабета Инадеска Ефремова и професор Вања Манчева во просториите на средното општинско училиште Јосиф Јосифовски од Гевгелија. Од основните и средното училиште во Гевгелија по повод детската недела.
Јавната општинска установа библиотека Гоце Делчев Гевгелија изразува благодарност до сите ученици од основните и средното училиште во Гевгелија, нивните ментори како и до членовите на комисијата за оценување кои што секоја година учествуваат во конкурсите распишани од библиотеката. Благодарност до комисијата која што секоја година учествува во прегледувањето и оценувањето на расказите и есеите од месец на книгата. Професор Жаклина Линкова, магистар по психолошки науки, и професор Мерио Лумчева, професор Елизабета Инадеска Ефремова, професор Маја Танова, професор Тања Чугунцалиева, професор Бисерка Макревска, професор Стефчо Стефанов и професор Жаклина Атанасова. Следно ќе се обрати професорката по македонски јазик и литература, воедно и член на комисијата чија обемна задача беше прегледувањето и оценувањето на прозните творби, Елизабета Инадеска Ефремова. Таа од секогаш била двигател и поттикнувач на детската креативност. Професорке, повелете. Ученици, колеги, родители, ако ги има, пријатели на зборот. Денеска не ја славиме само книгата што ја издаде библиотеката, а денеска ги славиме гласовите кои се храбри, се обидуваат и се осмелуваат да пишуваат. Затоа што денеска се помалку млади луѓе се решаваат на ваков чекор. А знам дека потајно во себе сакаат да напишат нешто, но не знам од која причина се плашат. Од таа причина и се роди идејата за една креативна работилница во која ние возрастите ќе им помогнеме на овие деца и ќе ги поттикнеме она што го кријат во себе, да го искажат и многу често она што мислат дека не е возможно и дека не е добро и дека нема да излезе добро, да им помогнеме да го формираат во една добра и интересна приказна. Значи, трите работилници кои успешно ги завршивме го покажуваат токму тоа. Дека она што им е длабоко потиснато во себе, нешто што ги мачи, ќе излезе низ некаква приказна. Ова го зборувам како ментор на трите работилници. Значи, првата работилница ја почнав сама, втората и третата работилница ми се приклучи и колешката Вања. Но сакам да кажам и уште некои збори како ментор, значи деногодишен, не ментор, туку член на жири комисијата кој ги оценува есеите на средношколците кои доаѓаат на конкурсот. Значи, многу од тие ученици, од кога ќе им биде откриен идентитетот, затоа што ги оценуваме со шифра, ги препознавам во мои ученици, во други млади деца што ги познавам. Градот ми е мал и многу сум и среќна и позитивно изненадена дека успеваат во тие есеи да направат едно мало чудо во кое некогаш ќе се отворат и душата и ќе кажат некој голем збор. Не сакам повеќе да зборувам, да должам, значи сакам да им дадам можност и на децата да си прочитаат пред сите вас што имаат напишано и другите колеги да кажат како гледаат на овој настан и на ова дело. И мислам дека треба да излегуваат вакви нешта, затоа што им ги гледам очите на децата кои поминаа низ цел овој процес, дека се пресрекни што нивното име и нивното дело мало, но големо, значи мал чекор, но голем, стои тука, отпечатен. Ви благодарам и наставам.
Следна со свој говор ќе ни се обрати професорката Мерио Лумчева, член на комисијата и човек кој секогаш знае да го препознае талентот во младите. Со нејзините совети, зборовите на учениците добија посјаен сјај и поголема сила. Професор Кирилев. Добар ден, почитувани литерати, почитувани влюбеници на убавиот пишен збор. Чест ми е да ви се обратам денес на овој несекојдневен настан, посветен на книгата и творештвото, литературата и сонот. Секоја книга има своја приказна. Книгата е сон што се држи во рака. Оваа наша книга има повеќе автори и приказни, истонувани со отворени очи. Приказни искаени од зборови полни љубов. Секоја творба е една нишка од герданот, одблесок на сонот. Горда сум на моите ученици автори, оние на кои сум ја пренела љубовта кон пишувањето, оние кои за секогаш ќе имаат место во книгата и значајно место во литературата. Да постоиш во некоја книга, значи да бидеш во биднината, да живееш меѓу зборовите, да создаваш живот. Да продолжиме да создаваме убави зборови, да продолжиме да вреднуваме и наградуваме вредни дела. Само убавиот збор умее да го направи човекот писател, автор вреден за почит. Ви благодарам. По сите убави зборови што ги слушнавме, време е да ги запознаеме вистинските звезди на денешниот настан, нашите млади автори. Тие се учениците што не се плашат да го изразат она што го чувствуваат, да го претворат секојдневието во уметност и да го остават својот печат во светот на зборовите. Во секој нивен расказ се крие дел од нивната душа, искреност, љубопитност и верба на сонот. Токму затоа збирката и го носи овој символичен наслов од Блесоци на сонот. Денес ќе имаме можност да слушнеме неколку од нивните творби, делови што најубаво ја доловуваат нивната чувствителност и размислување за животот. Секој нивен збор е мал чекор кон големиот пат на креативноста, а патот, како што ќе видиме, е исполнет со љубов кон пишувањето и со желба да се остави трага. Да ги поздравиме со топол аплауз и да ги охрабриме да продолжат да создаваат, бидејќи токму тие се иднината на уметноста и литературата. Учениците можат да излекуваат, не мора да се по редослед во збирката, да се представат и да прочитаат дел од својот расказ. Прво есеите, па расказ. Добар ден, јас сум Весна Покачиева. Почитта како важен фактор за одржување на било какви врски. Луѓето постојано трагале по поудобен, поубав, полесен и пораскошен живот. Човечкото око е ненаситно, а неговото срце неуморно во потрага по овие нешто. Низ векови се менувало, само една работа за секогаш ќе остане иста, а тоа се меѓучовечките односи кои секојдневно се одвиваат меѓу луѓето. За добра соработка помеѓу деловни партнери, соседи, брачни партнери, колеги, соученици и слично, потребно е да се изгради доверба и да се има почит кон лицата со кои сме секојдневно. Почитта е најголемата човечка вредност и цивилизацијска придобивка. На нејзина основа создаваме семејства, градиме и негуваме пријателства, соработуваме и комуницираме со останатите од светот. Љубовта и почитта се основни столбови за опстојување на човечкиот род. Замислете што би се случило доколку ние како поединци сме арогантни и самобендисани, без обзир и почит кон останатите луѓе, кон останатите религии, раси, нации, соученици, соседи, наставници. Тогаш во светот би владеела анархија, би се вратило робовладетелството кога посилниот немал емпатија кон послабиот, би настанал општ хаос.
Сите филозофи, мудреци, етичари пропагираат на разбирање и на толеранција меѓу сите луѓе денес, подпирајќи се на почитта како главен основен столб на истото, бидејќи тоа е клучот на успехот на човекот. Со заем на почит во семејството, луѓето градат успешни семејства, со почит кон колегите и со учениците градат успешни фирми и училишта. Со еден збор, мирот и спокојот царува насекаде каде што е почитта. Со отсуство на истата, многу семејства се рушат, многу пријателства завршуваат и многу меѓудржавни односи се влошуваат. Не постои религија во светот која не зборува за негување на љубовта, мирот, довербата и почитта на различностите. Не постои наставник кој не ги учи своите ученици, студенти да се почитуваат меѓусебно и не постои добар лидер доколку не ги учи своите следбеници и вработени меѓународните односи да ги градат врз основа на доверба и почит. Со еден збор, почитта на човека му отвара железна врата. Иако знаеме колку е тоа важно, сепак добар дел од луѓето широм светот и денес не почитуваат одредени нешта и поради тоа настануваат голем број проблеми во сите сфери на човечкото постоење. Доаѓаме голи на овој свет и без никакви материјални богатства, само со чиста душа. Со нашиот еволутивен развој, сите ние помалку тежнееме по некој убав и мирен живот, не обрнувајќи внимание на суштинските работи во животот, како среќа, доверба, почит и љубов, кои за среќа не се купуваат. Умираме без да понесеме ништо од оно за што сме се бореле целиот живот, освен нашата скапоцена и чиста душа. За да ја зачуваме чиста и со гордост да ја понесеме човечноста, треба да се запрашаме сите ние што е поважно, човечката душа и сите морални вредности кои се бесплатни или човечкото тело нахитено со материјални богатства. Јас секогаш би ја избрала и негувала душата, затоа што материјалните работи се миговни, но духовните вредности вечни. Полизоева има една граден состав се љубов на прв поглед. Љубов на прв поглед. Постои некоја чудесна магија која останува во воздухот кога размислуваме за љубов на прв поглед. Ретко, но извонредно искуство кое често ја негира логиката, објаснувајќи како двајца може да се сретнат во исто време и на исто место, како двајца можат во ист момент да ги спојат нивните погледи и заедно да нацртат наспивки на своите лица. Идејата да се залюбиш толку брзо на речиси фантастичен начин може да изгледа неверојатно, но сепак останува еден универзален начин кој постои само во филмовите, литературата и музиката. Прашањето е дали љубовта на прв поглед е милево фантазија или тоа е реално опипливо искуство кое го доживуваат луѓето. Се случи на најобично место – метро. Преполно плато, обкружено со брзина на возовите, бучавата на луѓето, нивните разговори и приказни, студениот воздух кој бучи силно и мирисот на кафе. Нада, само што ја заврши школската недела. Бујната коса й беше насекаде по лицето, заради ветрот. Очните капаци на полни копје, затворени од нејзината уморност, а усните и образите й беа зацрвенети од снежното време. На неа носеше црни фармерки, крзено палто со бел долг шал, а во раците ги држеше старите излитени книги по литература и историја. Сигурно во нејзината глава се повторуваат лекциите од денешните предавања, а пак можеби и си мислеше на топлиот оброк кој ја очекува, или пак удобниот кревет по кој мечташе цел ден. Токму тогаш го виде. Немаше никаков инструмент, ниту пак музика во позадина, а не беше ни момент од филмовите. Не беше ни бавен кадар на убав нестрплив странец, кој се приближуваше. Поглед. Се беше црно. Само двата пара кафени очи светеа еден кон друг, од двете страни на метрото. Еден миг, а светот веќе беше застанал. Не беше ништо посебно. Тоа беше само странец, млад, згоден, висок и можеби скоро 1,80 м, со
смеѓа коса која ја носеше настрана, темно кафени очи, облечен со светли бои и зелен шал околу неговиот врат. Во едната рака држеше кафе, а оддалеку се гледаше дека е пиено еспресо, а пред рамото носеше ташна, најверојатно со неја. Имаше убав нос и голема насмевка, единствен во толпата луѓе кои го чекаа следниот воз. Имаше нешто во начинот на кој што ја погледна, лесно, нежно, природно. Срцето почна брзо да ја чука, погледа нада настрана, надевајќи се дека не го виде изненадувачкото руменило на нејзините образи. Чувството остана, краток, сладок миг на поврзаноста кој траеше само секунда, се уште движеше низ воздухот, како шем. Се обиде да го изфрли низ умот. Може би само го замислувам, си помисли. И така беше премногу уморно. Сигурно ова не беше ништо повеќе од празна фантазија. Нешто што ќе исчезне при самото влегување во возот, но кога се отворија вратите на возот, тој беше тука. Тој излезе од возот, како и секој патник, но со исполнето срце кое се уште трепереше. Чукаше брзо и подскокнуваше. Не се сврте назад, ниту пак тој не ја погледна, но моментот остана како мала тајна или шепот кој ветрот го вееше во возот. Таа вечер Нада не заспа. Размислуваше. Љубов на прв поглед или пак краткотрајна привлечност, се прашуваше сама. Може би не треба да се стави етикета. Може би беше само момент на поврзаност меѓу двајца, без причина само затоа што универзумот одлучил дека е време. Никогаш повеќе не го виде. Нада не заборави на тоа. Понекогаш љубовта не е за големи гестови или животни одлуки. Понекогаш тоа е само еден краток поглед, тивко разбирање и магија на случајност, па дури и ако е само секунда. На крајот, љубовта на прв поглед останува едно од најзаслепувачките и најнезјаснените искуства на човечкиот живот. За среќните што ќе ја доживеат, љубовта на прв поглед е приказна, која вреди да се раскаже. Незаборавен момент во времето кој ќе остане за секогаш во нивните срца, дури и ако исчезне во светот околу нив. И замолам само останатите учесници кои ќе читаат да прочитаат дел од расказите или есеите во интерес на времето. Благодарам. Добар ден, јас сум Ана Орумова, денес ќе ви прочитам дел од мојот текст за Златната птица. Откако завршија со сите потребни подготовки, повторно тргнаа во потрага. Шумолењето на водата и летниот воздух ги охрабрија. Секој чекор беше внимателно планиран, а Матеа и нејзините пријатели се обидуваа да не направат никаква бука. Птицата прв ја забележа стоја. Ја гледа мирно седната на една гранка, шепна тој. Подготви го апаратот. Матеа го подигна фотоапаратот со најголема внимателност. Почувствува страшно болка во повредената рака, но тврдоглаво стегајќи ги зъбите го подигна фотоапаратот. Таа и стојан стрпеливо чека. Го намести на точен агол и ја доби јасната слика од убавата птица, затворајќи ја во рамките на нејзиниот најубав момент. Матеа погледна во резултатите на фотографијата и се насмевна со задоволство. Успеав! Таа и Стојан ја пофалија нејзината упорност и талент. Ти си неверојатна, рече Стојан. Се уште не можам да поверувам дека ова се случи. По долго и напорно фотографирање птици, со ова го комплетирам нашиот албум. Од твоето неоткажување сите треба да научиме, се гордеја пријателите. Тие се вратија дома, среќни и исполнети со спомен на прекрасниот ден и неверојатната птица која сега беше запаметена за секогаш. Матеа гледаше во написот на гипсот на раката. Најхрабрата и знаеше дека и покрај сите предизвици, најважното беше да го следи своето срце и никогаш да не се откажува од сопствените соништа. Ви благодарам. Јас сум Виолета Шукамзалиева, мојот текст е "Светот го распирам по поле запад". Кога заоѓа сонцето денот, што го позлатува, едно дете сонува во светот на бајката.
Познатите стихови од оваа прекрасна песна не воведуваат во еден чудесен и волшебен свет, свет во кој ние сонуваме за многу нешта. Кога ќе погледнеме во огледало, сфаќаме како времето неизбежно истекува и нашите животи се трошат. Не верувам дека постоиме само онака за да живееме и да умреме. Мислам дека сите ние сме дел од една целина и дека секој од нас треба да придонесе за доброто на планетата и на целиот универзум. Добар ден, јас сум Маја Нечева, патетко на Скрипак. Јас сум Јоана Штаев, најдобриот филм во Германија за чој детство некој нема да поверува. Доаѓав од скромно семејство, немав многу, немавме се што ни требаше, бевме сложени и полни со љубов. Имам постар брат кој се вика Мајо и секогаш ме заштитуваше. Тој имаше црна коса со зелени очи и прекрасно срце. Благодарение на него никој од моето училиште не ме задеваше. Живеевме во една мала стара куќа во која делевме соба јас и брат ми код Кирио кој е многу суров и богат човек. И можеби некој би се запрашал зошто ако е толку суров, зошто кај него не на друго место. Одговорот на тоа прашање е јасен. Немавме доволно за повеќе. Брат имаше желба да стане професионален фудбалер, додека код јас повеќе да сакав учењето. Во слободно време читав книги, се образував колку можев повеќе, се со една цел кога ќе пореснам да бидам многу успешна и мудра личност. Сакав да сите кои ми смејуваа мене и моите блиски да им брат. Додека брат ми и јас одевме во спротивен правец, нашите родители беа еднакво горди со двајцата, а и нашата блискост никогаш не се намали. Јас сум Стефан Великивик и денес ќе ви прикажам раскажот Надпејување. Жири комисијата имаше 10 минути да го одбере победникот, а нетрпеливиот Борче го чекаше резултатот во паника. Само еден глас за детето се изненади, а 9 за мене победив, скокна од радост. Но Борче ја забележа министерката, мајката на неговиот противник. Таа се обиде да ја наложи на жири комисијата да го прогласат нејзиниот син за победник. Што прави таа? Праша Борче, запрепастен и разочарен. Додека комисијата жестоко расправаше, во салата беше молк. Публиката се прашуваше што се случува. Сепак жири комисијата го потврди својот прв избор. Победникот е Борче. Среќата се врати на неговото лице. Подоцна Борче со нетрпение го чекаше враќањето дома, знаејќи дека го очекува голема прослава за неговиот успех. 300 километри изгледаа како 1000, си помисли Борче, нетрпелив да стигне дома. Мајка му ги поканала сите негови другари и му ги подготвила сите умилени јадења. Овој пат победи правдата и трудот. Јас сум Маријана Тодорова и ќе ви прочитам дел од мојот расказ Травови. Дорис не сакаше да признаа што толку се плаши, а мој оган беше уперен и таа најпосле рече: од пиперовка. Секогаш кога ќе видам или слушнам за некоја се стресувам. Се плашам од нив. Не сакам да ти кажам за да не ми се смееш. Затоа ги носам обетите, за да не знаат луѓето дека се плашам. Мајка ми ми вели дека сите се плашат од нешто. И тоа е во ред. Никој не е бестрашен. И кажа Јован: затоа не грижи се. Ти благодарам, рече Дорис. Ти си мој и од најдобар другар за цел живот. Ти благодарам. Добар ден, јас сум Калин Озунов и денес ќе ви прочитам од мојата творба Магичната шума. По неколку часа качување по планината, тие стигнаа до првата препрека. Голем лавиринт направен од огледало. За оваа препрека им требаше многу ум и многу добар поглед. Тоа беше само една од многуте препреки по патот што им престоеше. Лавиринтот беше тежок, но благодарение на сестрата, тие го поминаа лавиринтот многу брзо, бидејќи Снежка користеше една многу паметна техника. Ја поминаа првата препрека и продолжија по патот.
По известно време тие дојдоа до втората препрека, а тоа беше доверба. Оваа препрека бараше двајцата да си ги врзат очите и да се опитат да се најдат еден со друг во празна црна соба, само со викање на зборот. Тука, ва се бараше, а Снежка довикуваше. Тие двајцата со потешкоти и се пронајдоа за време од 3 часа. Беа многу среќни што се најдоа, но уште нешто им го крадеше патот. Тоа беа налутените облаци кои го блокираа мостот до лекот. За облаците да се насмеат, требаше Васи и Снежка да решат 5 загадки, а тие гласеа вака. Што е тоа што оди, но никогаш не се движи? Време. Што е тоа што има еден крај, а никогаш не завршува? Пат. Што е тоа што има многу клучеви, но не може да отвори ниту една врата? Клавир. Јас сум мал, но голем во број. Летам и никогаш не се заморувам. Што сум? Птица. Имам само едно око, но никогаш не гледам. Што сум јас? Игла. Овие загадки бараа многу размислување. Ако ги одговорат сите, овие загадки точно ќе добијат пристап до реткиот лек. Откако ги одговорија загадките, со голема среќа и возбуда го поминаа мостот и влегоа низ златната врата, каде што спиеше златното зајче. Полека го разбудија зајакот и му го кажаа својот проблем. Тој им го даде лекот и им даде крилје за полесно да се вратат во својот дом. Тие со голема среќа влегоа во својот дом и ја соопштија големата и среќна вест на своите родители. Сите радосно се прегрнаа. Татко им се напи од лекот и од ден на ден се беше подобар. Љубовта на децата кон родителите е најсилното оружје кој ги победува сите препреки. Прозорец од светот од мене е Софија Сараман. Секојдневно Ана го гратеше новиот живот. Почна да се дружи со селаните, да стекнува нови пријатели. Иако не патуваше низ Лондон, Париз или Токио, како што го гнееше, таа најде среќа во малите моменти. Одеше во пекарницата секоја утро, каде што разговараше со бабичките кои купуваа леп. Почна да помага во нивната работа. А за возраст тие учеа на различни вештини, како да меси леп, како да подготвува домашни јадења и како да ги негува градините. Ова и даде нова смисла и чувство на припадност. Јас сум научила да прочитам дел од мојот расказ. Со Елена на теренот, тимот на Јанко успеа да победи. Гледајќи ја, Јанко беше вџашен и збунен. Се заврте кон неа и извинувајќи се рече: "Извини што се подсмеа. Сега знам дека и девојчињата може да го прават она што можат и момчињата." Елена му се насмевна, среќна што конечно ја докажа својата сила и талент. Јас сум Костадин Узунов, ќе ви прочитам еден краток изводок од мојот расказ. Волшебните приказни на Барбара. Некогаш. Во заборавениот агол на шумата, сместен меѓу високи дрвја и скриени потоци, живееше едно чудно суштество по име Барбара. Барбара беше интересно мало суштество, направено од треперлива светлина и бесконечна љубопитност. Секој ден Барбара се впушташе во авантури, истражувајќи ги тајните на шумата. Една вечер, додека танцуваше меѓу светулките, најде на стара дрвена кутија, полузакопана во мов. Во неа се наоѓаше нешто многу чудно. Тоа беше книга со заборавени приказни. Нејзините страници тивко блескаа од магија и околу нив ширеа мирис на кора од портокал. За преостанатото дејствие прочитајте ја збирката.
Им благодариме на сите млади автори што ни дозволија барем за миг да дзирнеме во нивниот свет на мисли, соништа и емоции. Со своите зборови не потсетија дека креативноста нема возраст и дека секој човек носи приказна што вреди да се слушне. Нека оваа збирка биде само почеток на нивниот творечки пат, пат по кој ќе чекорат со самодоверба и љубов кон уметноста. А ние, нивните поддржувачи и читатели, со радост го следиме нивниот раст и новите одблесоци на нивните соништа. Сега ве поздравуваме и ве очекуваме повторно во некоја следна прилика. Добре.